Благодарам, господине председателя. Колега Мишовски, многу лесен е одговорот на прашањето зошто не ги кажуваат бројките. Например, ако е долгот навистина негде околу 30 милиони, на крајот ќе искочи дека е 50, разликата од 20 милиони ќе се ја стави врхушката на ВМРО-ДПМН во собствен джеп. Тоа го прават и со спомнатите фактури. Цена на чинење 6, 8,5 го продаваат по 6 евра. Разликата па завршува во приватни джепови на врхушката на ВМРО-ДПМН, меѓутоа на сметки на Кајмански, Зеленородски, Лихтенштајн и било какви земји. Не е проблемот во тоа. Спомнавте дека председателот на управниот одбор си купил кола од 128.000 евра. Подобро не му текнало на човекот да си купи авион. Зошто не си купи авион? Кога веќе тие 1300 вработени му овозможиле од нивната пот, од нивната мак, да си купи 128.000 евра кола, а тие да молчат. Наместо да си се организираат, да си земат финостапови во раце, па да си тргнат убаво кон управната зграда на Тутунски комбинат Прилеп, за да си ги бараат парите кои им се украдени и така залудно потрошени, па да ги навитат тие дека секој во оваа држава ќе одговара за криминалот, а да пратат порака на било која следна власт, дека нема да може да се однесуваат како што се однесувале. Да не се лажеме, Прилепски комбинат беше кокошка со златни јајца. Никој не сакаше да се откаже од тие пари, кои најлесно и најлегално ги ставаа во джеп со вакви договори. Меѓутоа, работите ќе се променат тогаш кога ќе се промени народот, односно работниците, односно кооперантите, околу 4000 кои работат за тој комбинат, односно 20.000 луѓе кои посредно или непосредно живеат во Прилеп од тој Тутунски комбинат. Кога тие ќе си ја земат судбината во своји раце, барајки честно и одговорно работење на оние кои се начело на комбинат, само тогаш ќе може да сметаат дека ќе имаат утре, дека ќе може да живеат во нормална европска земја, како нормални луѓе. Се до тогаш. Дои и министерот ќе си кјутат, затоа што ќе си добиваат дел. Да не се лажеме, нема тука дилови, вие, јас законот ова, вие законот ова. Тоа што заменик министерот молчи и дошол овде ни крив ни должен да го заменува министерот Ставлевски, само значи дека добро се градил во цената. И ништо повеќе. Милиони се во прашање. Впрочем, што знаат децата што се 10, 20, 30 или 100 милиони евра? Ситна.